Well, I mean, look at this great space we are in. It's Yes, such a magical place to play with such ancient roots and such a great atmosphere. And it's a wonderful place to watch any kind of play, but to watch a classical play and a play that is so rooted in both the past and the present. It's a great and vivid experience, I think. I think that the audience will expect to don't know what to expect. I think that it's a surprising performance. I think that there are full. It's just full of very both intimate moments, authentic moments, vibrant moments, surprising moments. A little bit shocking moment, and so the what I'm hoping is that the audience will be carried away with this story, and that we bring the story into their imaginations and into their souls, and they feel like they're on the stage. That's a hope for it. Па публиката може да очекува една многу интересна представа со нова естетика, представа која што мислам дека има повеќе од 30 или 40 ликови, е сведена само на 7. Некако собрана е есенцијата од самиот текст и потенцирани се само оние клучните, главните работи во представата. Тоа е многу интересно, бидејќи секогаш кога ќе се спомне Шекспир, луѓето очекуваат дека тоа ќе трае 2 часа па и повеќе. Ние успеавме за некои 75-80 минути да направиме многу добра, многу естетски подкована, со еден наш препознатлив јазик, односно препознатлив јазик за Џон Блондел, кој што по 100 пат го покажува на сцената. Секогаш кога сме играле во Охрид е навистина, без разлика на која сцена сме настапувале, секогаш е едно големо возбудување, а особено кога станува збор за Света Софија, бидејќи ова тука е една извонредна, една магична, величенствена атмосфера која понесува навистина, е огромно задоволство. И чест и задоволство. А особено со оваа представа, бидејќи некако се спојува минатото, сегашноста, текст кој е актуелен и веројатно секогаш ќе биде актуелен. Навистина представува голема возбуда, голема чест што сме тука, им препорачувам да дојдат и да уживаат во тие час и 15 на минути со Кориолан, со една приказна која на некој начин сите некогаш во животот сме ја доживеале. Да, чувството е прекрасно. Јас кажав и на пресконференција, ова е 20 Шекспир дело во кој играм, лик. Сум играл овде многу пати, ова можам да кажем исто како матична сцена да ми е со Бикловски театар од самите почетоци. И е навистина интересно самата градба на црквата, колку е 400 години пред Римското царство, кога се случува действието на нашата представа. Изборуваме колку убаво што ќе одиме во Верона и сите работи, викам, не луѓе, уживајте во нашава историја, да уживаме во ова тука што е ова, така да му го рековме тоа на Џон, па и Џон исто тоа го прифати, навистина е воодушевувачки да се игра на толку импозантно место, каде што има и акустика, каде што има историја, каде што има се, каде што има едноставно овде на ова сцена прошетале илјадници глумци од цел свет, прошетали наши драги колеги кои ги нема повеќе, така возбудата е севкупна од сите страни. Па, мислам, сите локации во Охрид, посебно ова на Света Софија, се некако магични и возејќи некај Охрид годинава се сеќавам дека ако некако грубо се земе веќе повеќе од 30 години сме биле секоја година учесници на Охридско лето. Јас понекогаш, да бидем искрени, со по неколку представи дури.
сме биле и на Плаушник, и на Тврдината, и на Долни Саре многу пати, на Канео, на се изворите на Свети Наумом, не знам, Хотел Парк, кај све се не сме биле, меѓутоа некако Света Софија си има својата едноставно те прима, те прифаќа, те прегрнува или како да го кажам. И овој пат, затоа што ја правев и сценографијата за представата, имавме некои дилеми како тоа ќе се вклопи во црквата, меѓутоа подобро што се надевавме и се надевам дека публиката ќе уживам, да.